Вработени не може да стигнат на работа, ученици не стигнале на училиште. Нервозни патници на автобуските постојки во Скопје по денешното одбивање на возачите во јавното сообраќајно предпријатие да возат додека не земат плата. Катастрофа, значи да не може да стигнеш каде што ти тргнал. До болница еве треба да идам, не можам да стигнам. Значи не е во ред ова, треба да се среди. Треба да се среди ова тотално од корен, све. Бев у школа и се вратив. Немаше никој. Немаат автобуси уѓеле. Па не возат, треба да им се дават плати на време. На вообичаено полните автобуски постојки сега има помалку граѓани кои чекаат некој од приватните автобуси. Убавото време им послужи на оние кои се одлучија за велосипед. Возачите рано изутрината пред почетокот на работното време се собраа на протест во базите на ЈСП во Автокоманда и во Ѓорче Петров. Тие одбија да подигнат патни налози и да влезат во автобусите поради неисплатена плата. Се жалеа дека директорот Александар Стојковски им вршел притисок за да возат. Откој ќе заврши оваа церемонија, во ред, немој случајно некој да му текнало да тероризира возач, да му се јавува зашто не излеговте, како не излеговте. Сите знаете зашто не сме излегли. Ама тоа е синдикалните лидери не, на вас ви кажуваат. Да, ама сите знаете. Дека ќе имате ама сите знаете зашто не сме излегле. Возачите не прогласиле штрајк, но велат дека се гладни и не се во состојба да возат и да ја преземат одговорноста за стотина патници. Велат дека нема да возат додека не добијат плата. Синдикалните представници велат дека тие не прогласиле штрајк, туку возачите едноставно не се во состојба да работат. Еве тука слушат сите. Значи вчера не успеавме телефонски да им кажеме дојдете со деца, ама утре ќе ги донесеме. Па нека објаснат и градоначалничката и директорите овдека и сите нека објаснат зошто се децата тука присутни. Денеска ние дојдовме на нашите работни места, спонтано се организиравме вака, бидејќи не може да преземеме врската да вршиме јавен превоз на работници, бидејќи, како што кажавме, ние синдикалците, сите работници во јавното сообраќајно предпријатие се гладни. ЈСП Скопје, кој е под капата на градот, нема пари за плати и бара од владата и од скопските општини да им го вратат долгот за да може да исплатат плата. Додека вработените и вчера протестираа во кругот на фирмата, директорот на ЈСП со десетина автобуси го блокираше булеварот пред владата, барајќи да му исплатат 2 милиони евра што му ги должат за бесплатниот превоз на студенти и средношколци. Владата вели дека не им должи ништо. Советот на град Скопје на вонредна седница вчера одлучи да прераспредели средства од буџетот за да се обезбедат плати за вработените во ЈСП. Синдикатите стравуваат дека ќе помине уште најмалку една недела додека да ги добијат парите. Град Скопје најави кривични пријави против лицата кои, како што велат, го попречуваат редовното функционирање на јавното предпријатие.